Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, во емисијата за Универзитетот отворено. Денеска тука се навраќаме на две работилници кои минатата недела беа одржани на Правниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Работилницата за градење на капацитети за спречување и превенција на корупција, која се одржа во рамките на проектот Универзитет без корупција во Албанија, Северна Македонија и Србија, и за работилницата на тема Следење и превенција на корупција во јавните набавки, организирана од Канцеларијата на ОПСЕ во Скопје. Останете заедно со нас на 90,8 МГц. Разумно збориш за се, убави фрази, но смисла нема. Не те разбирам јас, а треба, зар треба? Оставаш победи зад себе, на сите брави вртиш клуч по навика. Премногу слаба да те немам и попуштам да не е крај. И ако треба себе да се сменам, да ме нема јас да не постојам. Ако те немам ко да душа немам, се лага само ти си вистина. Ако треба себе да се сменам, да ме нема јас да не постојам. Премногу слаба сум за да те немам. Добро знам, ти си ми судбина. Прескапа карта за рај, убави слики, но сонце нема. Никој не спомнува крај, а треба, зар треба? Собирам порази за себе, од сите брави губам клуч по навика. Премногу слаба да те нема и попуштам да не е крај. И ако треба себе да се сменам, да ме нема јас да не постојам. Ако те немам ко да душа немам, се лага само ти си вистина.
Минатата недела на Правниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, во рамките на проектот Универзитет без корупција во Албанија, Северна Македонија и Србија, Институтот за стратешки истражувања и едукација во соработка со Правниот факултет на УКЛО одржа работилница за градење на капацитети за спречување и превенција на корупција. Се работи за проект поддржан со регионален грант на Смарт Балкан, граѓанско општество за поврзан Балкан, регионален проект имплементиран од Центарот за промоција на граѓанското општество, Центарот за истражување и креирање политики и Институтот за демократија и медијација, а е финансиски поддржан од Норвешкото Министерство за надворешни работи. На присутните пред почетокот на работилницата им се обрати деканката на Правниот факултет професор доктор Светлана Делјановска, која притоа нагласи: Би сакала да не биде таа тема на разговор, но факт е дека вакво нешто постои и дека мораме појавата која што е препознаена да ја лоцираме на вистинското место и да се бориме за нејзино отстранување. Тоа е она што е можеби најважно во целата оваа приказна. Правниот факултет е вистинско место каде треба да се отвори оваа проблематика и преку работни средби на кои што транспарентно ќе се дискутира за корупцијата во високото образование, ќе се трудиме да бидат зајакнати капацитетите за препознавање, но пред се за спречување и санкционирање на ваквата појава. Верувам дека во понатамошната работа во работилницата која што ќе се одвива денес ќе биде презентиран и законот за заштита на укажувачите во системот на високото образование и едноставно студентите, администрацијата, но и професорите да бидат запознаени кои се нивните опции, кои се нивните можности и на кој начин можат да се борат против корупцијата во високото образование. Стекнувањето на вештини за препознавање, за пријавување и свесноста за корупцијата е важен дел кој ќе овозможи високото образование да биде место и средина каде што сите студенти и сите вработени ќе стартуваат со иста појдовна позиција, ќе ги уживаат истите права и ќе ги добиваат истите привилегии кои што може да им се дадат од нивната институција. Значи, сите да бидеме еднакви таму каде што функционираме во нашиот работен ден, било како студенти или како вработени или професори. Нормално, споменав пред малку и законот за заштита на укажувачи е многу важен, бидејќи тоа е оној по кој што треба да постапуваме доколку се воочат некои пропусти во било која сфера. На присутните им се обрати и проектниот менаџер професор доктор Мишо Докмановиќ, а модератор беше професор доктор Ивана Шумановска-Спасовска. Со професорот Докмановиќ разговаравме повеќе за проектот и за корупцијата во високото образование. Разговорот со него ќе го слушнете по музичката пауза. Се смеам и кога врне, се смеам и кога тажно ми е се, но штом си до мене, веќе ништо важно не ми е. Се смеам и кога врне, и кога сонцето далеку ми е, но штом си до мене, веќе ништо важно не ми е. Ако времето застане, знам ке бидеш до мене. Ти ги знаеш сите мои тајни и сите слабости. Се поубаво со тебе, животот има причина. Јас сум среќен што те имам до мене најмила. Сите подвизи и сите победи ги должам на тебе и фала од срце. Стојам исправен, од љубов опиен, со тебе среќа е секој ден. Се смеам и кога врне, се смеам и кога тажно ми е се, но штом си до мене, веќе ништо важно не ми е. Се смеам и кога врне, и кога сонцето далеку ми е, но штом си до мене, веќе ништо важно не ми е. Се смеам и кога врне, се смеам и кога тажно ми е се, но штом си до мене, веќе ништо важно не ми е. Се смеам и кога врне, и кога сонцето далеку ми е, но штом си до мене, веќе ништо важно не ми е.
Сите подвизи и сите победи ги должам на тебе и фала од срце. Стојам исправен, од љубов опиен, со тебе среќа е секој ден. Се смеам и кога врне, се смеам и кога тажно ми е се, но штом си до мене, веќе ништо важно не ми е. Се смеам и кога врне, и кога сонцето далеку ми е, но штом си до мене, веќе ништо важно не ми е. Се смеам и кога врне. Во рамките на проектот Универзитети без корупција во Албанија, Северна Македонија и Србија, Институтот за стратешки истражувања и едукација во соработка со Правниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола одржа работилница за градење на капацитети. Разговараме со професор доктор Мишо Докманови, проектен менаџер. На почеток ќе ви посакам добре дојде во студиото на Универзитетското радио по ФМ Битола. Ви благодарам многу за поканата, чест ми е да бидам денеска со вас. На почеток би сакала да ни кажете нешто повеќе за овој проект. Значи, нашиот институт, кој што е формиран од универзитетски професори од Скопје, пред една година дена доби поголем грант, кој што е фокусиран на превенцијата и спречување на корупцијата на универзитетите во земјава. И во изминатава година спроведовме една поопширна анкета на студентите во врска со нивните перцепции за корупцијата, и таа не беше спроведена само во Македонија, туку и во останатите земји во регионот, Албанија и Србија, каде што нашите партнери ја спроведоа. И на тој начин нашиот проект е регионален, бидејќи се фокусираме на овие три земји. И врз база на слабостите и недостатоците кои што студентите ги утврдија, развивме семинари односно работилници за градење на капацитетите на универзитетите. Ова недела сме во Битола. Мора да признам дека имаме исклучително добра соработка со Правниот факултет во Битола и со деканката професор доктор Светлана Милјановска, така да за денеска имаше преку 30 учесници. И она што ни беше цел беше да привлечеме како наставен кадар, меѓутоа и стручно административниот кадар и студентите, бидејќи мислиме дека студентите и студентските организации се клучни во превенцијата на корупцијата во високото образование. Рековте дека спроведовте одредена анкета со студентите, колку се тие запознаени со корупцијата, што таа представува, дали ја има во високото образование, што покажа резултатите? Резултатите се различни во трите земји. Во Македонија беше интересно тоа што дури 94% одговорија дека никогаш не би пријавиле корупција. Понатаму имаше податок дека студентите генерално мислат дека не се доволно информирани за механизмите за пријавување на корупција. Во однос на видовите на корупција беше кај нас доминира оној облик на коруптивно однесување, каде што професорот го условува студентот да купи книгата за да положи испит или за да добие повисока оцена, и тоа беше идентификувано. Меѓутоа, интересно во Македонија и од самите студенти беше посочено дека постои коруптивна пракса на студенти да купуваат семинарски трудови и така натаму од други студенти, што не беше случај во останатите две земји, така да со денешната работилница се обидуваме тука во конкретно во регионален универзитет да ги адресираме овие предизвици кои што беа идентификувани. Добро, еве, што ќе им кажете на студентите? Што е корупција во високото образование и како да се препознае, ако веќе не се можеби доволно информирани или запознати со ова? Да, значи ние во рамките на проектот ќе развиеме и посебен сајт кој што е во подготовка, и на тој сајт дури ќе има и онаков чет-бот што е вид на вештачка интелигенција, каде што студентите ќе може на македонски јазик да се најават и да постават некое прашање и системот автоматски ќе им даде одговор. Така да како иновативно решение тоа прв пат се воведува. Меѓутоа, она што се разбира представува еклатантен пример за корупција, нормално барањето пари за испит, сексуални услуги, други форми на коруптивно однесување услуги, друг тип на услуги, така натаму, и нормално студентите треба да знаат како да го направат при
пријавувањето од една страна, меѓутоа од друга страна и самите факултети мора да имаат јасен механизам како се пријавува, како се обработува и како се постапува по пријавите. Генерално, нашето истражување покажа дека студентите не пријавуваат корупција на универзитетите, иако корупцијата според анкетата постои во оваков или онаков облик. Со тоа сакаме преку еден централизиран сајт, кој што ќе биде и за Албанија и за Србија, студентите да може на едно место да ги имаат сите информации. Ние подготвивме и водич за пријавување на корупција на универзитетите и мислам дека со тоа на некој начин барем малку ќе ги засилиме нивните капацитети, бидејќи тоа не е само до студентот, до професорот или до универзитетот. Ова во идните преговори за членство во Унијата, постапувањето со корупцијата во високото образование исто така ќе биде предмет на мониторинг, така да тоа го правиме и како е од значење и за националниот интерес понатаму и за потикнувањето на владењето на правото во земјата. Велите студентите не пријавуваат корупција, зошто? Се плашат дека тоа можеби ќе влијае на нивното понатамошно образование, како професорите ќе гледаат над нив доколку пријават евентуално корупција? Да, тоа е едната причина, да, меѓутоа исто така и посочија дека не знаат каде треба да пријават корупција. Што по нас кажува дека и самите студентски организации треба малку повеќе да работат на информирањето на студентите за тоа како да пријават корупција, бидејќи клучен сегмент во пријавувањето и заштитата на студентите се студентските организации и затоа тука денеска во Битола поканивме представници на студентските организации за да на некој начин им помогнеме во сето тоа. Нашиот проект не завршува тука. Ние во текот на следната година ќе организираме летна школа за студентите од трите земји и на едно место во Охрид ќе дојдат и ќе ги обучиме дополнително за тоа како да развијат иновативни механизми за пријавување на корупција, заштита на студентите и студентите кои што учествуваат на летната школа потоа ќе направат мини проекти во нивните средини за да ги запознаат студентите со научените знаења и вештини во рамките на летната школа. Предпоставувам ќе се сложите со мене во однос на тоа зошто студентите не пријавуваат корупција, велите не се доволно информирани. Првенствено грешката е кај нив или кај некој друг. Ова го прашувам затоа што во рамките на тие студентски организации секако постои студентски правобранител, барем на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а исто така и во рамките на тој проект Универзитет без корупција и на нашиот универзитет на УКЛО има лице кое што е задолжено токму за таа проблематика. Извештаите говорат дека навистина никој не пријавил корупција или ако тоа некој го направил во минатото, тоа биле многу ретки случаи. Да, тоа е двонасочна улица. Значи, од една страна универзитетите мора да имаат една поедноставна информација која што ќе биде лесно достапна на студентите. Можеби, да речеме, има добра пракса на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, каде што на почетокот на учебната година сите студенти добиваат мејл со информација каде треба да пријават корупција и како да го направат тоа на еден заштитен начин, бидејќи сигурно студентите ќе бидат заинтересирани нивниот идентитет да биде заштитен. Да, и нормално не сум сигурен дека сите факултети имаат можност тоа да го обезбедат во земјава и тоа е многу битен предуслов да биде заштитен идентитетот на студентот. Исто така, од друга страна, па мора и да се внимава и на лажните пријави, бидејќи тоа имаме случаи на лажни пријави каде што кај некој построг професор или кај што бара изискува повеќе за полагање на испитот може вештачки да се создадат пријави, а тие да се неосновани. Така да тоа е доста чувствително прашање кое што го може во определен комплексен момент да доведе во прашање и репутацијата на факултетот и универзитетот доколку недостасуваат ефикасни механизми за пријавување и спречување на корупцијата. Студентскиот правобранител на УКЛО и секако одговорното лице задолжено на универзитетот токму за оваа проблематика при разговори постојано кажуваат дека секое пријавување анонимно и останува нели како тајна, се додека нели не се истераат што се вели работите до крај. Меѓутоа можеби треба и малку поголема храброст од студентите да го пријават
чинот корупција, еве доколку го има? Да, и тоа ни беше нас целта на проектот, значи едноставно им нудиме повеќе информации на студентите, сепак одлуката е на нив. Ти одлучуваат на крајот дали ќе пријават или не. Сакаме преку иновативен пристап да им понудиме повеќе опции, а во функција на поквалитетно образование, бидејќи целта ни е на сите да оствариме поквалитетно образование и со самото тоа да помогнеме тие подобро да се снајдат на пазарот на трудот, бидејќи ако имаме образование без корупција, ќе ни биде многу полесно да ги препознаеме најдобрите на пазарот на трудот. Професоре Докмановиќ, ќе направиме сега една музичка пауза, па ќе го продолжиме разговорот. Почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 МГц. Гледај како патам без тебе, гледај како плачам само по тебе, ни око да ти трепне. Уживаш секој ден помалку, ме убиваш. Ако ти затреба, тука сум од сите да те заштитам. Ако ме прашуваш, само да си добро, друго не сакам. Ти си мојот порок, ти си мојот порок, зависен од тебе, јас сум како никогаш. Ти си мојот порок, ти си мојот порок, мојот порок од кој не ќам да се излечам. Само да си добро, не мисли на нас, само да си добро, ти ке се снајдам јас. Само да си добро, не мисли на нас, само да си добро, ти ке се снајдам јас. Гледај како патам без тебе, гледај како плачам само по тебе, ни око да ти трепне. Уживаш секој ден помалку, ме убиваш. Ако ти затреба, тука сум од сите да те заштитам. Ако ме прашуваш, само да си добро, друго не сакам. Ти си мојот порок, ти си мојот порок, зависен од тебе, јас сум како никогаш. Ти си мојот порок, ти си мојот порок, мојот порок од кој не ќам да се излечам. Само да си добро, не мисли на нас, само да си добро, ти ке се снајдам јас. Само да си добро, не мисли на нас, само да си добро, ти ке се снајдам јас. Ако ме прашуваш, само да си добро, друго не сакам. Ти си мојот порок, ти си мојот порок, зависен од тебе, јас сум како никогаш. Ти си мојот порок, ти си мојот порок, мојот порок од кој не ќам да се излечам. Само да си добро, не мисли на нас, само да си добро, ти ке се снајдам јас. Само да си добро, не мисли на нас, само да си добро, ти ке се снајдам јас. Господине Докмановиќ, рековте дека наскоро ќе имате и на веб страната како ќе може студентите на практичен начин да се научат како да пријават корупција во високото образование, но е накратко еве во оваа прилика како студентите да пријават корупција во високото образование, дали ќе биде тоа конкретно на одредениот факултет или на универзитет? Значи, нормално кои чекори треба да ги следат, треба да видат дали тоа што они сметаат дека е корупција, фактички представува корупција. Значи, ако професор ви
побара пари за полагање на испит, или ако ви побара сексуални услуги, или некоја против услуга да му вработите некого, или не знам, во семејството и така натаму, тоа се еклатантни примери на корупција. Во тој случај, првиот чекор е да види какви докази има и каде треба да го пријави тоа. Значи, дали ќе пријави на факултетот, на универзитетот, дали на сајтот на факултетот има лице кое што е наведено како овластено лице за постапување по пријави, во случајот може и по законот на укажувачи за оние whistleblowers, така да треба да се обрати таму, да ги изнесе тие и потоа постапката треба студентската администрација или лицата кои што се овластени за тоа да превземат понатаму. Меѓутоа, она што повторно ќе нагласам, мора да се запази анонимноста на пријавувачот, бидејќи доколку тоа не е обезбедено, ќе продолжи овој тренд на непријавување на корупцијата. И што се вели, додека не се заврши целата постапка, анонимни остануваат како студентот, така и одреденото лице за кое што се смета дека нели е коруптивно. Да, меѓутоа се разбирам, ние во рамките на проектов немаме ресурси да процениме факултетите колку се подготвени. Ние спроведовме неколку интервјуа, поднесовме барања за пристап до информации до јавен карактер, меѓутоа сепак на крајот на денот се светува од факултет до факултет дали има потребната инфраструктура, каде е таа канцеларија, дали има видеонадзор, нема, кој излегува, кој влегува. Значи има повеќе аспекти кои што треба да бидат запазени во тој дел, да се обезбеди анонимноста на пријавувачот. На работилницата што се одржува тука на правниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, во Битола, во презентациите, односно во разговорите, исто така како тема начинато како да ја спречиме корупцијата во високото образование и што може да се направи за да се информираат студентите. Значи, имаме тука десетици можности. Може да направите иновативна кампања, можете преку социјалните медиуми да бесплатно фактички да ги информирате како се пријавува корупцијата. Може студентските организации да организираат настани, ви имате дисперзирани студии по другите градови, може во тие градови миним настани да се запознаат. Може да се направи мобилна апликација за пријавување која ќе овозможи, да речеме, анонимно пријавување и така натаму, така да постојат серија на активности и нормално тоа е дел во иднина од евалуацијата на универзитетите, бидејќи значаен сегмент за исполнувањето на меѓународните стандарди е токму овие случаи кога има проблем како универзитетот постапува по тоа, на кој начин ќе биде тоа решено, бидејќи едно е пријавувањето во рамките на установата, друго е вие, например, ако подесете пријава во полиција за истото прашање, бидејќи тоа може и на двете места да го направите, ако некој ви бара мито, така да во тој дел треба да се води сметка за исполнувањето на меѓународните стандарди. Има многу иновативни пристапи по тоа прашање, нормално да не испратиме погрешна порака. Во нашето високо образование во земјава не доминира корупција. Значи има спорадични примери на корупција, меѓутоа тоа не е масовна појава. Анкетата покажа дека тоа не е масовна појава. Така да ние сега се фокусираме на оние исклучоци кои што се потешко да се идентификуваат и да се препознаат од страна на механизмите кои што ни стојат на располагање, и во тој дел можеби нашиот предизвик е малку поголем, меѓутоа мислам дека преку поиновативен пристап, бидејќи не можеме информирањето на студентите да го сведеме на правилник за пријавување и да го ставиме на веб страницата, значи тоа никој нема да го прочита. Студентот денеска има брз, динамичен начин на живот, не сака да чита долги нормативни акти и мора да му дадете една пречистена, кратка, брза и ефикасна информација. Тоа треба да биде главниот спиритус мовенс на кампањата за информирање на студентите за механизмите за спречување кои што им стојат на располагање. Господине Докмановиќ, времето ни лета, имате обврски, нели ќе мораме да го привршуваме разговорот, само уште на кратко. Може би во идниот период малку повеќе работа со студентите. Да, апсолутно, значи тоа не е целта на летната школа и на тие што ги нарековме последователни активности,
каде што секој студент од тие 30 што ќе учествуваат на летната школа ќе треба мини проект да направи во својата средина како полесно и подобро и поефикасно да се информираат студентите. Ви благодарам за разговорот и нели ќе ни биде драго доколку повторно бидете гостин тука во Битола на Универзитетот Свети Климент Охридски, па да споделиме повторно вака некои интересни податоци и информации. Да, јас сум по мојата мајка битолчанец, така да со посебно задоволство доаѓам на настаните во Битола и сум сигурен, не се надевам, туку сум сигурен дека нашата соработка со правниот факултет ќе продолжи во иднина. Ви благодарам уште еднаш за поканата во лично име, во име на мојот тим и на Институтот за стратешки истражувања и едукација. Ви благодарам. Благодарам. Не слушам јас, не гледам пред мене ништо, глуха сум за светот. Не сум присутна тука, зашто? На тебе мислам цело време, чекам само знак било каков од тебе, порака за мене, да ме подсетиш дека си тука, да се вратам на себе. Не сум на себе, те чекам да ме спасиш мене. Не сакам да знам ако друга ти любиш, не би можела да се помирам, да те изгубам тебе така. Не сакам, нема шанса, но и не мислам дека друга ти любиш, има меѓу нас хемија. Кога погледите ке ни се сретнат, не ти е седно знам. Јас без тебе, јас без тебе, јас без тебе. Сум пустина без цвеќе, не сум на себе, те чекам да ме спасиш мене. Без тебе, јас без тебе, јас без тебе, јас без тебе, јас без тебе. Сум пустина без цвеќе, не сум на себе, те чекам да ме спасиш мене. Да ме спасиш. Во денешното издание на емисијата за Универзитетот Отворено ви го нудиме и разговорот со професор доктор Никола Тунтевски од Правниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола за мастер-класот за студенти и професори од Правниот факултет на УПЛО на тема Следење и превенција на корупција во јавните набавки, што во организација на Канцеларијата на ОПСЕ во Скопје минатата недела се одржа во Студентскиот информативен центар на УПЛО. Во организација на Канцеларијата на ОПСЕ во Скопје, денеска во Студентскиот информативен центар на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола се одржа мастер-клас за студентите и професорите од Правниот факултет на тема Следење и превенција на корупцијата во јавните набавки. Професоре Тунтевски, кажете ни нешто повеќе за ова.
Мастер класот на ОПСЕ се одржува веќе втора година. Ова е последен мастер клас за двете сесии и последен за оваа година. Оваа година беше малку во видоизменет облик. Се одржуваше во различни градови, за разлика од претходната година, кога заради COVID пандемијата беше воглавно онлайн. Сега се одржуваше во различни градови, учествува сите државни универзитети во Република Северна Македонија, Универзитетот Свети Кирил и Методи, Универзитетот Гоце Делчев од Штип и Државниот универзитет од Тетово и секако нашиот универзитет Свети Климент Охридски. Тематски овие мастер класови ги поврзуваше темата на корупцијата. Поврзани беа со различни теми, така да денешната тема се однесува на корупцијата во тек на јавни набавки, која е многу актуелна тема со оглед на последните настани со измените на кривичниот законник на Република Северна Македонија и верувам дека ќе побуди интерес кај сите присутни, пред се кај студентите, за кои се наменети пред се овие мастер класови. Говорници на денешниот мастер клас ќе бидат господинот Бенче Тот, тој е професор од Универзитетот во Кембридж и предавач на повеќе реномирани институции, и господинот Герман Филков, кој исто така учествува во многу проекти, програми, изработка на закони во владата и така натаму. Рековте, ова многу ќе значи за студентите, посебно на правниот факултет, да дознаат нешто ново, да слушнат нешто ново и можеби пред се да се запознаат со проблематиката малку подлабоко. Секако, ова е пред се, како што кажав, наменето за студентите. Овие воннаставни активности имаат големо значење за нивното образование покрај редовната настава. Преку ваквите настани всушност тие на некој начин влегуваат во она што ги очекува во натамошната практична настава, пред се за студентите од правните факултети, а секакви за останатите студенти. За студентите уште една активност врзана со овој мастер клас. Па во врска со темите кои се беа предмет на овие мастер класови, односно за корупцијата, како новина од оваа година ќе биде изработката на есеј од страна на самите студенти. Ќе има надпревар за есеј и истите ќе бидат исто така и парично наградувани прво, второ и трето место, така што верувам дека тоа дополнително ќе побуди интересот кај студентите за овие настани. Да се знаели кога ќе биде распишен конкурсот еве за пишување есеи, до кога ќе трае? На 15 ноември треба да одржиме состанок во врска со договорот за понатамошната постапка за изработката на есеи, да не ги достават исто така и параметрите за изработка на есеи, зашто дополнително ќе ви информирам. Ви благодарам. Ви благодарам и јас. Sve
Тука го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛУ ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а и уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио УКЛУ ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Време за плачење, колку жешко може дај се топев пред тебе ко да сум ја шекер, на тоа ке остане. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас ке помислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се спремам и без див ја сторам. Секогаш кога од тебе одам, но те знам, јас тебе нема да ме оставиш мене. Ова чувство е се од небо на земја, па каква дилема. Нема назад враќање, пато сега лесен е. Те гледам за себе, ти светиш ко мене. Еден за друг ние сме. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас помно мислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се стремам и без див ја сторам. Секогаш кога од тебе одам, но те знам, јас тебе нема да ме оставиш мене. УКЛУ ФМ Битола, ноември 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 УКЛУ ФМ Битола.